професор Оливер Батревски и на Соркачана Мишковска за изворените инсигнии кон денешниот ден. Малку сме трогнат, но треба да продолжиме понатаму, односно да дојдеме во дело во кој што на некој начин нели е врв на настаните од овој свечен дел, а тоа е доделувањето на наградата Константин Философ за животно дело за 2025 година. Пред да го повикам председателот на комисијата за доделување на наградата, дозволите само малку да дадам контекст, нели? Идејата за восстановување на оваа награда нели си има своја предисторија, но веќе 4 пати мислам дека сме ја зборувале во оваа сала, нема да овој пат ја прескокнеме, ќе го прескокнам тој дел, но секако ќе се задржиме нели на историјата, односно на видливиот дел, а тој започнува, наша прва станица или страница е 2023 година, кога прв пат нели ја доделивме наградата за животно дело Константин Философ во оваа иста сала. Значи, идејна жижа за постановувањето на оваа награда е всушност идејата за валоризација на нашите домашни, тукашни, македонски филозофски достигнувања, и тоа поврзувајќи се со една традиција, значи, која што го изнети првиот словенски просветител и првиот кој што во оваа традиција е наречен философ, Константин Кирил Философ. Според тоа денес, нели, во ова одбележување, по трет пат ја доделиме наградата Константин Философ. Само уште едно подсетување дека втората награда која што Филозофското друштво ја доделува е она за филозофска книга на годината, но таа е нели се доделува на денот на Филозофското друштво на 10 мај и рокот за пријавување од номинирање трае до 15 јануари. Сега, значи, во комисијата за доделување на наградата оваа година беа или се академик Витомир Митевски, председател на комисијата, и членовите. Јас академик, че не можам дописен член, не сум слушнал за такво обраќање. Значи, професор доктор или академик Јован Чапаровски и професор доктор Анета Марковска-Чубриновска. Како што ви е познато, пред 10 дена, или согласно со одредбите на конкурсот, јавно ги обзнанивме одлуката на комисијата, но нели заради запазување на достоинството нели на формата, јас нема ништо нели сега да спомнувам, туку тоа ќе му го препуштам на председателот на комисијата нели да прочита, односно да соопшти одлуката и образложението на комисијата. Повелете. Почитувани колеги, почитувани пријатели на философијата. Јас се доби таа пријатна должност да го прочитам извештајот на комисијата, односно образложението. Тоа е малку поопширно, но со оглед што имаме една долга програма, јас ќе направам еден избор од тој текст за да добиете една представа за што станува збор. По доставениот материјал од раководството на Филозофското друштво на Македонија, комисијата констатира дека на конкурсот за награда Константин Философ, распишан од Филозофското друштво, со крајен рок 1 октомври 2025 година, пристигнат еден предлог од страна на Институтот за философија при Филозофскиот факултет во Скопје, со кој за наградата Константин Философ за животно дело е номиниран Љубомир Цуцуловски, редовен професор во пензија на Филозофскиот факултет при Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Кон предлогот е доставено обстойно образложение кое содржи биобиблиографски податоци за дејноста на професор доктор Љубомир Цуцуловски, како и стегнат приказ за суштинските белези на неговиот опус. Комисијата го разгледа
и проучи доставениот предлог и образложението на поносителот и ја донесе следнава одлука. Наградата Константин Философ за животно дело за 2025 година му се пододелува на Љубомир Цуцуловски, редовен професор во пензија на Филозофскиот факултет во Скопје. Комисијата ја донесе ова одлука, раководејќи се според членот 1 од правилникот за доделување на наградата Константин Философ на Филозофското друштво на Македонија. Согласно овој член, наградата Константин Философ за животно дело се доделува за купниот опус на филозоф во филозофското творештво, филозофското образование, како и за афирмација на филозофијата во земјата и во странство. Врз основа на образложението поднесено од страна на предлагачот, како и врз основа на сопствените увиди, комисијата констатира дека професор доктор Љубомир Цуцуловски во својата досегашна професионална дејност се издвојува како еден од најпрепознатливите и најрепрезентативните филозофски дејци во нашата земја. Тој има развиено голема публицистичка активност како колумнист, како автор на многобројни текстови во дневниот и во неделниот печат, како учесник во голем број телевизиски и радио емисии од различен вид на филозофски релевантни теми. Секако, посебно внимание заслужува неговото дело содржано во објавените 6 авторски книги, кои наслови само ќе ги наведам. Марксовиот концепт на човекот, трудот и отуѓувањето, понатаму сведоштва и коментари, потоа разни сказни, па политички сказни и Марксовата антрополошка критика на капиталот. На крајот е и романот Во една ноќ. Освен книгите, библиографијата на професор доктор Љубомир Цуцуловски офаќа над 600 стручни и публицистички текстови во повеќе стручни списанија, како и во дневниот печат. Особено илустративни за тематската преокупација на професор доктор Љубомир Цуцуловски се бројните трудови од областта на философијата на религијата и антрополошката проблематика, со особен акцент врз феноменот на човековото отуѓување во современиот фрагментиран свет. Ако антрополошката и социјално-политичката страна на дејноста на професор Љубомир Цуцуловски сведочат за неговата посветеност на практичната философија, другата клучна сфера на неговите философски интересирања припаѓа на полето на условно кажано теориската философија. Имено станува збор за сферата на философијата на религијата, во чии рамки тој се занимава со проблемите поврзани со метафизички прашања за Бог, за неговото постоење, за доброто и злото, под предпоставката дека се добриот, се умниот и се моćниот Бог го создал светот. Отука, според него, едно од централните прашања на секоја филозофија на религијата е теодикејата, оправдувањето на Бог, одбрана на идејата за неговата добрина и праведност наспроти фактот на постоење на злото во светот. Анализата на обемниот и разновиден опус на професор доктор Љубомир Цуцуловски, како и на достроите на неговата повеќе деценијска педагошка дејност, сведочи за неговиот филозофски профил, кој означува тесна поврзаност на теоријата и практиката. Јас ќе си дозволам да додадам нешто што го нема во образложението, ама тој мој личен впечаток, такав многу пати сум помислил следејќи го дејноста и активностите на мојот колега Цуцуловски. Не го потребив, ама мене ми тоа во глава. Јас често пати го доживувам како некоја фигура од сократовски тип. Од оние типични антички философи, за кои, ако зборуваме како сиви во модерна смисла на зборот, најмалку се значени делата. Многу позначено е личноста, она што човекот го искажува како свој личен став, како своја
животно залагање. Во тој поглед, јас би го додал како еден посебен придонес за нашата философија, една фигура која е не баш така често во нашата средина. Да продолжам. Ова не се однесува само на врската меѓу теоријската и практична филозофија, во сферата на неговите филозофски интересирања, туку и на врската меѓу теоријското проучување на философијата и примената на нејзините методи и алатки како средства за прониклива и безкомпромисна анализа на реалните општествени феномени. Од таа позиција, во духот на изворните Марксови заложби за борба против сите облици на потчинетост, експлоатација и општествена неправда, логично произлегува и јавниот интелектуален ангажман на професор доктор Цуцуловски како напор за менување на стварноста кон доблеста и хармоничната форма на човековото суштествување. Имајќи го предвид целокупниот придонес и заслуга на професор доктор Љубомир Цуцуловски како еден од најистакнатите професори на Институтот за философија и пошироко за философското творештво, философското образование, како и за афирмација на дострелите на философијата во земјата и во странство, комисијата едногласно застана на одлуката да му се додели наградата Константин Философ за животно дело за 2025 година. Тоа е подпишано комисијата, трите члена за кои рече стана ствар. Благодарам. Честито нека ме Сега го повикувам професорот Цуцуловски да излезе на сцената да му ја доделиме наградата. Тоа е професор. Јас не да завршим за работа. Ти? Познато, бидејќи веќе го подпишавме, лучше прво да честитам, има повеќе баки во нашата средина. Баки викови. Ево, може да си се пофалиш ти своје. Африкат не доликува на човек кој се бави со филозофија, да се пофалува. Професор, сакате вие како член на комисијата? Среќен за фотографија. Наградата. Благодарам. И доколку е предвидено... Ќе ви дадеме, да, само да... Како член на комисијата кој што е тука, нели, една заедничка фотка направим? Може. Да, само. Најово да се гледа да се знае кој е поводот. Фотенки направим. Благодарам. Без конвенционалната етикетција, ќе ви совртам со едноставното почитување. Би било лага кога човек би рекол дека не му е драго кога неговата дејност е забележана, вреднувана и тоа во позитивна смисла, како што е случајов денеска со доделувањето на наградата Константин Философ за животно дело. При тоа би сакал неколку минути да кажам барем за еден елемент или еден момент или една карактеристика на филозофијата. Кога сакав да се запишам на студии по филозофија, многумина ме убедуваа дека и ме разобедуваа дека филозофијата е некоја посебна наука и духовна дисциплина, помалку откачена, необична од една страна, од друга страна пак дека кон ништо не води, дека целата историја на филозофијата е тапкање во место или преповторување на различни начини
на оно што е кажано или напишано од почетоците на филозофијата, без разлика на регионот во кој одредена филозофија настанала, дали тоа е Европа или Азија, или може би на тлото на Африка. И дека во таа смисла таа нема некоја посебна вредност, а уште помалку може некому да биде корисна. Да бидеш инженер, сигурно дека ќе бидеш и корисен, или веројатно дека ќе бидеш користен, бидејќи ако ништо друго, ќе можеш да смениш барем една сијалица. Толку ти возможно да речеме студирањето на електрофакултет. Ако завршиш машински факултет, веројатно ќе можеш да поправиш некоја машина или нешто, некого од таа насока да упатиш. Меѓутоа, што ќе правиш со филозофијата? Не можеш да изградиш ни мост, не можеш да направиш пат, не можеш да смениш сијалица, од неа ќе немаш никаква корист. Тоа беа некои аргументи кои ги слушав во тоа време, кога велам ги слушав, не ги послушав, туку допираат од мене, ми беа упатувани, а и денеска некои така гледаат со поценување на филозофијата како нешто што е безвредно и во таа смисла некорисно. Меѓутоа, првиот аргумент што веднаш може да им се спротистави новија ставови е добивањето на оваа награда. Еве првата корист. Значи, моето бавање со филозофијата доведе до оваа награда. Дода да гледам и вие да гледате во овој момент. Помалку да се смешкаме или да се однесуваме сериозно, зависи кој како. Некој да фотографира, некој да слика, некој да биде сликан, може би и насликан, на одреден начин, зависи кој како ги сваќа нештата. А јас се обидувам, колку во тоа успевам не знам, секогаш да внесам некаков дух на ведрина или неформалност, но тоа велам нешто што треба да го ценат другите, но да се вратам сега кон користа од филозофијата. Значи, првата корист е, се гледа сосема, наградата. И реков, драго ми што ја доби, сепак е тоа признание за моето досегашно бавење со филозофијата. Меѓутоа има и други елементи на корисност од филозофијата. Да речеме, не дај Боже, имате главоболка или имате езераболка, а болката седно во кој дел од телото е и седно на незината етиологија, незиното потекло, е непријатна. И човек сака, ако може, колку толку да ја намали, уште подобро, физички да ја не ја чувствува, бидејќи и психички, и духовно го вознемирува. И во таа смисла ќе побара некој свој пријател или од своите домашни некој апче против болки, аналгетик. Ќе го добие, не мора ни да го погледа, уште помалку да го сврти во рацете, ќе го проголта и ако има среќа, а најчесто има среќа, по половина час ќе ја почувствува дејството на аналгетикот, тоест користа на лекот. А при тоа нема никакви познавања од фармакологијата или фармацијата. Значи, вие не морате да познавате фармакологија, не морате да познавате хемија, не морате да ги познавате природните науки, за да ја почувствувате нивната корист. Седите дома, сакате да гледате некоја телевизиска програма, притискате на даринскиот управувач и тој го вклучува телевизорот и со него ги менувате каналите. Нити знаете кој го направил тој дарински управувач, уште помалку како тој функционира
но очигледно дека го користите, тоа се чувствувате корисно од тој апарат или од тоа делче од електрониката. Не знаете никако сликата од камерата во студиото излегува надвор од студиото и како доаѓа до вашата соба и до вашиот телевизор, да вие користа од електрониката, исто така ја чувствувате. А не знаете ништо од неја. Меѓутоа со филозофијата тоа е моје длабоко убедување и на тоа секогаш сум кажувал во слични пригоди или прилики е сосема поинака. Вие не можете да почувствувате корист од филозофијата доколку не ја знаете филозофијата. Че вие не морате, се повторам уште еднаш, да знаете физиката, химијата и така натаму, за да ја почувствувате нивната корисност. Меѓутоа, корисноста на филозофијата можете да почувствувате само доколку се бавите со филозофија. Или доколку филозофирате, со таа напомена дека во македонскиот, меѓутоа и не само во македонскиот јазик, да се филозофира може да биде сватено двојно, во негативна смисла, демек доста напразно говориш, доста филозофираш, но и во позитивна смисла. Значи, кога реков, не може да се почувствува корист од филозофијата, доколку го не се филозофира, мислев много позитивно, второто значење на филозофијата. А тој именно говори дека филозофијата бара бавење, тоест активност, во случајот со неја. Че јас не морам да бидам активен за да почувствувам корист од било која наука, како човек говорам, но јас не можам да почувствувам корист од филозофијата доколку не се бавам со самата филозофија. Бавејќи се со неја, може би и некој друг да почувствува некаква корист од неја, но може би. Но едно е сигурно, а тоа е дека никој не може да филозофира наместо мене, односно наместо вас, и дека секој ако сака да ја почувствува корист од филозофијата, мора да се бави со филозофијата. Мора да ја знае филозофијата, да ја знаете, морате да имате активен однос, за разлика од другите научни дисциплини, со една мала ограда, доколку филозофијата е воопшто наука, бидејќи тоа прашање, како и сите други прашања во филозофијата, останува отворено и можеби нејзината најголема вредност и корисност е во тоа што во неја не постојат дефинитивни одговори, освен ова, дека не постојат дефинитивни одговори. Благодарам и секој е добро.